Брат, он си постои, треба да го легализираме само, разбираш? Да. Добро, само... Или тоа. Си ќе го легализираме, па ова приватните факултети, тоа ти е све легално мито. Све легално мито ти е тоа. И може да го викаме... Од тамо да произлезе името, од легално мито, легнал мито. Легнално мито. Ама не, чекај, да удара малку на... Да удара на римски малку, да не е тен легнал мито, Легамито. Легамито примиус. Легамитус. Легамитус примиус први. Први. Велики. Може. Може. И... Пошто трансакционата сметка е велика, може велики да биде. Велика. Така, велика, да. И главно мото ќе биде: не е доволно да се задржи митот во нас, туку и да се развие. Да се развие треба, да. И например, главен предмет на тај факултет за корупција, универзитет ќе биде митологија. Мито, да појаснеме, мито цртичка логија. Така. И после ќе се Многу му е смешно таму на некој. И ќе треба да се направи една реклама за универзитетот. Кој е слоганот, први кажи го? Слоганот кажа. Кажали го, добро. Значи треба реклама да се направи. И ќе направиме некоја пандан на овие Transparency International што не плаќа денеска, дали ќе не платат после ова, не знам. Слично така. Слично на оваа Например, реклама. ќе те земам тебе за пример. Ајде. Тој беше чесен човек, работеше честно во животот и заврши драмски уметности. За само 200 евра годишно се надеваше на вработување. Но денеска не е вработен, нема пари и редовно јаде гом на универзалната сала. Другиот, штипјанецот, немаше смелост да се осмели, добре ова. И немаше смелост да го избере универзитетот митологија и сапнал честно да создава уметност, а вечерва заврши исто како првиот и вечерва пред вас јадат гомна заедно во универзалната сала. Па пас запишете се надржавен. Овие двајца се сликата која ти не треба да избереш. Избери универзитет митологија. Избери вработување. Избери живот. Тоа е тоа, благодарам. Пример. Мислам дека ќе ни тргне, брат, ќе има многу клиентела на универзитетот, веј. И после тоа може ќе се има различни катедри. Ама, знаеш што, децата ќе ги запишуваме од маленки на универзитетот. Мало. За да имаме здраво корумпирано општество, ние мора од мали да ги унесеме у тоа, разбиршиме. Нормално дека те разбирам, него знаеш што е финтата? Што е финтата? Например, ќе имаш пожарникар, ама не, корумпиран пожарникар. Значи за сите професии имаме катедри. Корумпиран пожарникар. Например, корумпиран пожарникар. Прва лекција. Прва лекција. На работа. Цело време играј шах. Или па билтен нешто врти да се прави нешто. Држи ја линијата зафатена, по можност студено 3-4 пати по саат и пол и правим обед со колегата од другата соба. А чекај, ако ќе му се јави некој? Кога ќе му се јави некој, нем да му веруваш одма. Заебавај го. Разбираш? Чекај, на пример. Ало! Чекај ме, не викај, полека, смири се. Абе горе зградата ми горе, старо горе, све горе. Шо? Ми горе стано печеста на горат. Чекај сега вака, ај излези надвор, изброји точно колку се да знаеме. И после јави ми се. И, што е најбитното, за еден корумпиран пожарникар, никогаш за никоја постапка да не брзаш. Нема брзање. И кога ќе дојде на терен? Кога ќе дојде на терен, цревото полека да го одмотуваш. Разбираш? И, разбираш, Кој црево? се додека не ги земеш парите. За какво црево збориш сега? За хидрантот збориш. Добро, извини. И на пример, Да не брзаш и себе, ја на пример мене ми горе станот, брза ми се и викам: "Оди кај мене пред мојот стан да го гаснеш." 200 евра. Деве да му мај. Так. Тоа профе. Благодарам. Чао, Благодарам, да. И на пример, дојде си дето дома после школа, учи нели за корумпиран пожарникар и дојде си дома кај татко му. Ти си дет. Ајде. Со брада детето, ама нема. И дето ми доваѓа. Сине, што правиш? Тато. Како денеска беше ли на школа? Беше. И како? Убаво. Учиме за пожаро. Да. За пожаро ли учите? Добро. И што доби оценка? 2, тато. Па колку пати сум ти кажал да не брзаш со цревото? Не брзај со цревото!